Местноста, од каде што ви ги прикажуваме русалиските обичаи, се наоѓа во јужниот дел на Македонија, под диплите на планината Кожух, во непосредната близина на реката Вардар. Тоа се селата Миравци и Давидово, каде што традициите на овие обичаи се доста свежо зачувани. Дедо Ангел Велков, виден домаќин од селото Миравци, им расправа на своите внуци за постанокот на овие обичаи. Името на русалиите се смета дека дошло од цвеќето роза, трендафил, за кое ни расправа и приказната. Некогаш, двајца млади многу се сакале. Родителите на момата биле против оваа љубов. Тогаш, момчето ја украло најубавата роза од градината на својата сакана и се пофалило пред своите другари за стореното. Браќата на момата, кога разбрале за оваа срамота, го убиле момчето со сабји и го фрлиле во вирот во планинското езеро, кое се полнало од 32 извора. По некое време, на поврзината од езерото испливало цвеќето, со што браќата сметале дека срамотата е одмаздена. Кога разбрала девојката од своите браќа за оваа вест, и таа се удавила во истото езеро од голем мерак по него. Од оваа случка останало русалиите при играњето да носат сабји, а во дружината да има 32 души, отколку што извори било полнето езерото. Русалиите, собрани во куќата на Танчарот, се договараат за каква цел ќе играат оваа година. Помеѓу себе се распоредуваат кој што ќе биде во дружината. Избираат 12 играорци, потоа еден ќе се башија благајник, 2 питачи собирачи на дарови. За Танчар се избира најдобриот играорец меѓу нив, кој ќе ја раководи групата, а балтаджијата е највидниот меѓу нив, бидејќи ќе ги управува во играта со балтата и ќе ги брани од секакви напади, видими и невидими. Другите членови од дружината се нивни придружници војска. За изведување на овие игри, русалиите се променуваат во специјална русалиска бела промена, богато украсена со прекрасни шарби. Носат калачка, што денеска е направена од дрво, дрвена сабја, а порано била од метал, вистинска сабја. Вака променети, тие ги имитираат самовилите, ветрушките, со кои тие треба да се борат за време на некрстени денови. Телавот, тапанджијата, го објавува собирот. Под звукот негов, како под команда, сите доаѓаат на собирното место од разните маава. Русалиската дружина треба да биде составена од најдобрите луѓе во селото. При изведувањето на овие обичаи, тие се држат по одредена дисциплина. Не зборуваат, не се обзираат назад при врвењето, не се пиенат, треба да се чисти и уредни. За време додека играат, не смеат да општат со жени и друго. Насред село, пред заменувањето во друго село, ги изигруваат трите русалиски ора – Злата, Тодоров Биро Капидан, Капидан Аваси. Претходно изигрувајќи ја кошијата, со која го обкружуваат пред селото со трчање и махтање на сапите, за да ги разгонат лошотиите. Тоа го прават за да го расчистат патот од нив. Примањето ајазма од црква, русалиите ги испраќаат сите селани од селото, радосни што тие со своите игри ќе придонесат во селото да се изгради некој вакав чешма, црква, училиште
ili nekoja druga potreba. Pri ispraćanjetu se vršati mnogo običaji. Sekoja domaćinka na svojoj maže Rusalija mo brzova šamirče za pojas, za sreća i beričet na kućata i od nego da bega sekoja lošotija. Patem, Rusalijete navraćati vo nekoje trlo na koje će najdat i tamo gdje izigruva 3 ora, obikoluvajki go trloto do 3 pati, to da bide beričetno i da se plodat mnogo jagnjata. Tančarot, sokalačkata, beleži nekoj oven ili jagne, što kako kurban će im bide podaran na Rusalijite, za sreća i plodnost na dobitokot. Patem za voseloto kada što će igrat, može da im se sluči da se sretnat sa druga družina Rusaliji. Porano, na mesto to kada što će se sretnele, pomeđu njih nastanuvala bitka, tako što dođelo i do mnogu žrtvi. Spomen na vakvite sudiranja se mnogobrojnite grobišta rasprljani po našata zemlja, a i mesnosta Rusalijite, koja se navođa pomeđu selata Petrovo i Miravci, se narekla po nivnoto ime. Danas pa kako se sluči da se sretna, se spogoduvat na miren način, to jest Baltadžijeta i Tančarota pojakata grupa, gdje vkrstuvat svojite sabdi i poslabata tajka pominuva pod njih. So pristiganje togo seloto Davidovo, vednaš dođat po kontakt so nekoj od vlasta i se spogoduvat da igrat po njivno to selo. Narodot veselo se sobira sredselo, štom će čuo telalo teke se dojdeni Rusalijite, gdje prečekuvat radosni, gdje počestuvat sorakija, razni mezinja i drugo. I tuka tijed igrat poznatite rusalijski ora za sreća i napredok po seloto. Sekoj domaćin se grabi da zeme nekoj od Rusalijite nagosti, da mu prenoćeva ta večer, za sreća i selamet na kućata. Така разпределени, Rusalijite sekoj su svoje domaćin se upatuvat kon negovata kuća, kada što se prečekuvani kako najmili gosti i gostuvani bogato. Vo kućata na domaćinot ti je blagoslovu vad. Zdravlje, beri će ti krsmet u ova kuća, da ti pomogne Sveti Jovan. Noćta Rusalijite vnimavat da ne izleguvat natvor. Vo krajna nužda, ako je potrebno nekoj da izleze, ne odi sam, tuku zajedno sa svojoj drugar, koji nad nego razmavnova so sabjetat, da gi razgonilo šotijite da nego napadnat, bideći se smeta, teka Rusalijite možat najlesno da birat napadnati noćno vreme od razni samovili i duhovi.
Рано изутрина, русалиите пак се собираат на сред село и играат. При играњето, на танчерот му подаваат болно дете да заигра со него, за да му помине болеста. Се фрлаат и разни нишани, делови од носии, русалиите да играат преку нив. Се вршат и ред други обичаи за здравје и среќа на народот. Се това се прави поради тоа што се смета дека русалиите имаат надприродна сила што може да ги изгони сите лошоти, болеста, магијата и разните духови, караконджулот, самовилите, ветрушките и слично. Потоа, русалиите тргнуваат низ село од десно на лево и играат во секоја куќа. Патем навраќаат и во некоја нова, уште ненаселена, непречувана куќа, да ја донесат среќа и беричет и да ја заштитат од разни лоши работи. Во домаќинствата, каде што играат русалиите, предходно во дворот ги изигруваат во обичајните русалиски ора, потоа се упатуваат кон влезната врата на која танчерот со сабјата прави крст и влегува во куќата, каде што со кошијата, обтрчувањето околу неа ја исчистуваат куќата, а на огништето танчерот одбележува крст со сабјата. Играчите од тајфата се покануваат и од оние домаќинства каде што има некој болен, да ја пресечат и изгонат болеста. Бидејќи тие ја имаат и таа сила да лечат разни болести, ја имаат улогата на врач. Сечењето на болеста ја вршат танчерот и балтаджијата, правејќи крст со сабјата и балтата на челото од болниот и пречекорувајќи преку него. Особено русалиите весело се дочекувани во оние куќи каде што има невеста. Таа на сите играорци им бакнува рака, им се клања и ги дарува. И тука тие ги изигруваат во обичајните ора, обележувајќи ја куќата со крст, за среќа и добар поминок на новосвиеното огниште. Кога ќе свршат со играњето ни сите домаќинства во селото, тие радосни со богатите дарови се враќаат во своето село, бидејќи ја свршиле својата чесна мисија. Патем одат поној ист ред како што дошле, внимавајќи на сите оние закони по кои треба да се владеат патем, да не зборуваат, да не газат слобода, да не се обзираат назад и друго. Со пристигањето во своето село се упатуваат право кон црквата да земат благослов оти ја завршиле честно својата мисија, како што тоа го сториле при своето поаѓање, земајќи ајазмо. Народот од овој крај, русалиите ги пречекува со голема радост, приредувајќи им некој вид народна свеченост, собор. При поздравувањето со своите, русалиите ги предаваат нишаните шамихчињата, за да ги чуваат до година во некој сандак, за да им го бранат домот од секакви неволи. Сред село настанува голема веселба. Тука русалиите ги изигруваат за последен пат своите русалиски ора, кошијата, злата, Тодоро Бирокапидан, Капидан Аваси, кои ора се со специјални русалиски елементи, клекушки. При овие игри, како и во другите села, верувајќи во лековитата моќ на русалиите, мајките ги оставаат своите болни деца русалиите преку нив да пречекоруваат. При играњето се фрлаат и разни нишани за здравје на оние што имаат потреба.
ќе учествуваат и млади жени и невести, сите весели што нивното село ќе се здобие уште со некој вакав чешма, училиште или нешто друго. Со оваа свеченост се завршува улогата на русалиите и тие можат да си одат по своите куќи, малку да се поодморат од тешката и одговорна задача што ја имале за овие некрстени денови од Божик до Водици. Додека младите се веселат на собор со песни и игри, неколку члена од русалиите, питачите и благајникот ги распродаваат даровите добиени од игрите на русалиите. Тие се продаваат со наддавање, бидејќи колку повеќе пари ќе се добие за нив, толку ќе може нешто подобро, посолидно да се изгради за селото. Вечерта, откако ќе се одморат, русалиите се собираат во една куќа, која таа година им се напатила да им биде домаќин, да ги служи при веселбата. Се гоштеваат со разните убаво спремени јадења и пијалоци, кои се специјално приготвени за таа вечера. Тука тие се сеќаваат и расправаат за своите преживелици во текот на русалиските игри, прикажувајќи како успеале на мнозина луѓе да им помогнат и да ги ублажат нивните болки, бидејќи се верува дека русалиите ја имаат и таа сила да лечат секакви болести. Дедо Ангел понатаму им расправа на своите внуци. Така беше деца некогаш. Од игрите на русалиите се изградија многу тевакави во селото. Па и она чешма на крајот од селото е направена од трудот на русалиите, од нивните убави и живописни игри. Така што денес младите и невестите можат слободно да си леат вода колку што сакаат за сите своји домашни работи, да си ја исперат својата убава и живописна облека, да си донесат сладка планинска вода за пиење и друго. А чешмава е и собиралиште на млади моми и ергени, каде што можат да се видат и поразговараат сладко за денот што изминал радосно.